Камионче, силна волја и ентузијазам. Ова биле главните состојки на браќата Кристијан и Стефан Стефановски кога го почнале својот бизнис во градскиот парк во Скопје. Почнавме, не знаевме што правиме, буквално отидовме таму да продаваме сладолед без никакво претходно предзнаење. Денес тие продаваат сладолед во теглички за по ресторани, сладолед во стиропор во супермаркети, сладолед за кетеринг на забави. Се додека работевме само за нас, беше окей. Кога почнавме да растеме и да се шириме и да продаваме надвор од нашите продавници, на некој начин почна и работите да стануваат покомплицирани. Се отворија нови сегменти, нови предизвици, каде што едноставно више почнавме на некој начин да се плеткаме. Некој требало да даде бизнис диагноза, каде грешат, а каде се добри, што да сменат, а со што да продолжат засилено. За поздрав бизнис. Зборуваме за потреби кои компаниите ги имаат како одлуки кои треба да ги носат за одредени стратешки инвестиции, компании кои што растат, но секако и компании кои што сваќаат дека и покрај растот се соочуваат со одредени проблеми, односно растат, но имаат проблеми во профитабилност или ликвидност, па осеќаат потреба за одредена бизнис диагностика, односно да разберат што точно се случува во нивната компанија. Бизнис диагностиката подразбира анализа на финансиското работење, производството, внатрешната организација и на други елементи на една фирма. Резултатот се предлози за намалување на трошоците, раст, освојување нови пазари. Го анализиравме пазарот, нивното обкружување и нормално нивниот потенцијал утре за раст, планови за извоз и нормално дискутиравме за нивните планови за стратешки инвестиции. Кога тие да се направат, на кој начин. Резултатите треба да се чувствуваат на подолг рок, но дел од советите веќе даваат плод. Очекувањата се со оптимизација на трошоци и зголемување на продажни канали да успееме да зголемиме обртот годишен, да го зголемиме профитабилноста, како и да го зголемиме да зголемиме ефикасноста во производството. Кристијан и Стефан препорачуваат на бизнис диагностиката да не се гледа како на луксус или непотребно трошење пари, туку како на инвестиција што на крајот носи резултати. Од фирма за управување со објекти во Скопје, како што едноставно објаснуваат, се она што е ничие, а сечија во една зграда е нивна грижа. Како услуга ја објаснувам и потрошената електрична енергија за ходниците, ангажманот на лицата кои што ја одржуваат хигиената, ангажманот на компаниите кои што ги одржуваат лифтовите, противпожарните централи, хидранските инсталации, домофонските системи. Компанијата работи 13 години. На почетокот имала тројца, а сега има 24 вработени. Од растот произлегле и нови потреби. Затоа сопственикот стапил во контакт со надворешните консултанти Николина Крстановска и Лазар Ѓуров. Користиме различни методи, меѓутоа генерално она што ние го правиме е ги анализираме внатре процесите, ги анализираме документите, ги анализираме веќе постоечките процедури, правиме интервјуа со менеджментот и со вработените и имаме една обсервација тековна, како работат, што се случува и така натаму. Воведовме координатор кој што ги прима повиците и ги координира луѓето на терен. Тоа одело, ама немало одело многу поспонтано и одело се преку него. Ние сега издвоивме дека има потреба од такво работно место. Плюс на тоа работно место да има централизирана евиденција, значи секој повик се запишува некаде, точно се запишува кој се јавил, во колку саат се јавил, што е проблемот, на кого е пренесен и што е преземен. Тоа е само една од воведените промени што веќе дале резултати. Далеку по организирано делуваме, работната атмосфера е многу поприемчива и квалитетот на услугите кои што ги даваме е во нагорна линија. Цветановски вели дека секој менаџер има своја визија, но треба да му верува и на независниот поглед и доследно да ги спроведува препораките. Мирис на печени сладки се шири кај Евгелиско Мрзенци.
Компанијата што ги произведува постои 3 децении. Почнале како локален млин, а сега извезуваат на повеќе од 20 пазари, произведуваат и за големи ланци маркети, но и собствени линии производи. Тоа што ни издвојува како организација е дека сме семеен проект. Нашата компанија секогаш била како нашето трето дете, така имаме и растано. Како што секое дете расте, така пораснала и компанијата до стадиум во кој се појавила потреба од поинаков пристап, покрај искуството, интуицијата и досегашниот начин на работа. Многу е важно да имаш структура, да имаш бројчана поддршка, нели, за тие интуиции и искуство. И тоа го направивме преку детална финансиска анализа на цени, профитабилност, трошоци. Токму и од таа појдовна точка тргнавме да најдеме некој кој што ќе може да не следи во тој процес и со кој што ќе може да се поврземе, да развиеме релација на доверба, за да стигнеме до една детална слика за каде се наоѓаме сега. Неколкумесечниот процес на бизнис диагностика го спровел консултантот Благоја Милошевски. Тој смета дека така може да се постигнат одлични резултати во секој бизнис, особено кога компанијата е во недефинирана ситуација. Ова бизнис диагностика најчесто се прави во момент кога компанијата планира да направи некоја посериозна инвестиција и пред да ја направи таа инвестиција, добро да направи бизнис диагностика за да види како таа инвестиција понатаму ќе се одрази на постоечкиот бизнис, односно дали постоечкиот бизнис со сегашниот стил и начин на работење може да издржи, да поддржи таа нова инвестиција. Анализата почнала од финансиите и трошоците, што потоа го наметнало решението. Бидејќи компанијата има повеќе производни групи и повеќе организацијски единици, се направија алокација, односно распределба на трошоци со цел да се постигне подобрување на начинот на дефинирањето на цените за разните групи на производи, но и за поотделните производи. Сите процеси во компанијата сега се олеснети и се носат одлуки базирани на сеопфатни информации. Многу ја подигнавме свесноста за начинот на работење и колку е важно да се има еден добар модел на финансиско планирање и менаџирање за да се носат одлуки во секојдневното работење. Славен Ќурич е меѓународен бизнис советник од Хрватска кој во моментов е на менаџерска позиција во словенечка компанија. Вели дека најголемите компании и во светот и во регионот прифаќаат помош и ангажираат консултанти, па не би требало да им биде срам и на малите. Најчешće и ljudi unutar kompanije znaju da što treba popraviti, ali to treba napraviti, tu je pomoć uvijek potrebna i treba prioritizirati, znači imamo vjerojatno 100 aktivnosti koje možemo napraviti, ali onih 10 treba napraviti prvi i to je ono što se i treba identificirati. Успехот доаѓа кога консултантот вистински ќе почувствува дека негова цел е подобра и поуспешна компанија. To je bitno da ne ostane konzultant samo na razini da je to još jedan angažman od 10, 15, 20 dana, već da stvarno imamo nekakvo ujednačavanje interesa strane kompanije i sa strane konzultanta. Тоа е големата слика. За компаниите што ние ги посетивме, допрва следуваат првите чекори врз основа на првата бизнис диагностика, а со тоа и првите значајни резултати.